Ти кажам нешто што многумина нема да го сакаат. Али Кирке парфемот не е уништен од тие лош парфем, е уништен затоа што е премногу популарен. Денес зборуваме за Кирке од Тизиана Терензи. Парфемот што буквално го освои Балканот. Уште од првото прскање дојдеше на експлозија на тропско овошје, најмногу маракуја, праска, круша, сочно, сладко. После некое време од кога ќе се смири овошјето, добиваш мошус, ванила и дрвенести ноти што го прави парфемот уште по луксузен. Али не е Кирке толку познат по мирисот колку што е познат по јачината и по проекцијата. Проекција Beast Mode. Прејака проекција, значи се сеќава од другата страна на светот, а за долготрајноста на кожа оди комотно од 8 до 10 сати, а на алишта уште повише. И затоа многу го нарекуваат комплимент машина. Али тука доаѓа контроверзијата. Толку многу луѓе почнаа да го носат во секојдневниот живот, што реално му падна статусот на луксузен, уникатен мирис, што веќе почнаа и до продавници го луѓето да користат Кирке. Али затоа после безброј копии, инспирации, дупс, дали вреди да го земеш оригиналот и да те хейтаат сите од што го носиш? За мене, да. Се уште е врвен мирис, еден од појаките ниш парфеми. Ова ремек дело секогаш ќе го одберам ако одам на некој special event. Пиши ми во коментар дали Кирке е се уште ниш ремек дело или стана жртва на сопствениот успех.